Се стега обрачот околу поранешниот премиер Зоран Заев, еден од неговите најблиски соработници во минатото, екс-вице-премиерот за економски прашања, Кочо Андјушев веќе заврши на црната листа на САД, а се погласни се шпекулациите дека за брзо таму може да се најде и поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Тој со Андјушев го постигна договорот за изградба на модуларните болници за време на ковид пандемијата, од кои една, онаа во Тетово, целосно изгоре и однесе 14 животи. Филипче ден денес е најблизок до Заев и заедно се главни во фондацијата на екс-премиерот. Заев застана во одбрана на Андјушев и пише на амбасадорката Анжела Агелер. Кочо Ангјушев и неговиот тим беа едни од најпосветените и најспособни луѓе и кабинет во владата во периодот додека бев јас премиер. Оваа поддршка според познавачите представува стравка екс-премиерот дека тој може би еден од следните на црната листа и алиби за евентуално такво сценарио. Сепак со јавната поддршка за поранешниот вице-премиер, Заев и сам си отежнува позицијата, доколку дојде моментот да биде ставен на црната листа, вели за Алфа политичкиот аналитичар Синиша Пекевски. Ќе го земам пример бројчаникот на Триумфалната порта, кој само што не беше поставен, дури со собствени средства, покажува дека во суштина веројатно и он се спрема да биде ставен на црната листа. Дополнително ја отежнува и својата положба од причина што кажува дека се знаел што работел господинот Ангјушев. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека црната листа е јасна порака до моменталната власт, но и дека очекува покрај политички фигури од СДСМ во брзо време таму да се најдат и други видни личности од албанскиот политички блок, кој што е дел од владеачката гарнитура. Можеме ова да го сватиме како своевидна најава за, можем, па не суптилно, него директно да кажам, за пропаѓање на тоа што е владеачка структура. Гледаме дека за разлика од порано притисокот не се однесува само на поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз. Јас мислам дека од оваа владина структура, дека перспективно во брзо време, дека многу ќе се најдат и ликови кои се дел од албанскиот политички фактор. Запрашана дали Заев ќе биде следниот на американската црна листа, амбасадорката на САД одговори со кратка насмевка, но и велејќи дека дополнителни информации ниту имиња нема да открива. Because we were talking. Yes, we were. Yes. I can confirm. It was him. And We were. he? And you tell us, I mean, you're the lady. He was mentioned in one of the documents. He was. Mentioned. In terms of the business person in Montenegro. Инаку името на Заев веќе беше споменувано кога САД на црната листа го стави контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Дака Давидовиќ. Покрај името на поранешниот премиер, таму се споменува и името на еден од неговите најблиски соработници во минатото, поранешниот владин генсек Драги Рашковски. Тој беше вмешан и во скандалот што доведе до апсење на генералниот секретар на владата Драги Рашковски, главен советник на поранешниот премиер Зоран Заев. Рашковски наводно примил подкуп од Давидовиќ за да има средба со премиерот Заев за да ги унапреди неговите бизнис интереси. Инаку бизнис империјата на поранешниот премиер е и повеќе од позната кај сите македонски граѓани. Во кланот Заеви сите имаат по некоја фирма, од најмлад до најстар. Заеви и сомнителните действија беа познати уште пред СДСМ да ја преземе централната власт, а во јавноста се појави и видео во кое поранешниот премиер директно бара подкуп. С едното евро е таба, а другото как ќе го платам? И тоа треба да знам. Кај виците. Добро. Кај виците. Могу тоа се знаат, менувачница.